Почитувани гледачи, Бизнис клуб на Стопанска комора на Северна Македонија и Трето УВО, наш гостин Сашко Самарџиевски. Добре дојдовте. Фала на поканата, добре ве најдов. Чест ми е да разговарам со човек што води успешна компанија која што е светски призната, човек кој што напредува во бизнисот, воведува модерни технологии. Прочитав некаде многу интересна работа дека имате изградено собствен систем на раководење со специфичен начин на одговорност на секој работа. Што значи тоа? Па сега не знам дали е тоа собствен начин. Некои работи сте ги превзели од постарата гарнитура. Добра. Од мојот татко, сега е покоен. Ни остави аманет мене и на сестра ми при раководењето на неколку точки да водиме сметка. Тоа беше секогаш да вработените да се добро платени и на време платени, одговорност да има секој вработен на своето работно место. Секогаш да се грижиме да бидат задоволни сите вработени, да према своите доверители и према своите добавувачи да имаме еден коректен однос, да избегаваме колку што е можно судски процеси и уште неколку други така манети. Мислам дека тоа не е уникатно, тоа е повеќе домајчинско работење. Господинот Самарџиевски ни остави и во комората некои завети и јас ги почитувам и најзначајниот е да се почитува и да се сака своето од фирмата, од фамилијата, од државата. И со своите спомени кои што ги промовира во комората докажа дека како треба тоа да се прави. Се сеќавате ли на тој настап? Да, секако. Тоа беше еден репрезентативен сувир. Да. Одамна немало во комората, така тоа значи дека промоција на неговата книга беше, да. Така, и мислам дека со тоа покажа дека неговото дело е почитувано и респектирано. Па се трудиме еве до ден денеска. Тој, да речем, 2021 фактички почина, меѓутоа не беше директор или во функција на директор од 2007 година. Беше председател на управен одбор, меѓутоа со текомното работење не се занимаваше. Бевме јас и сестра ми и се уште сме. Меѓутоа тие манети траат и се уште фактички ние се трудиме да ги пренесеме према новите вработени, према менаџментот, дури према нашите деца, да знаат како треба да се однесуваат. Тоа се манети повеќе за општо за животот, не само во работењето. Меѓу кои едно беше и секогаш да си ги извршуваш обврските према државата, прво, па после тоа што ќе остани да има за опстанок на фирмата. Сашко, што значи семејна фирма? Па семејна фирма, ние сме фактички акционерско друштво. Имаме цирка нешто помалку од 200 акционери, меѓутоа мнозинскиот пакет е во рацете на фамилијата, значи во моментов кај мене и кај сестра ми, околу 72-3%. Така да ние сме акционерско друштво, меѓутоа се трудиме и работиме како да е фамилиарна фирма сите заедно во компанијата, така и ги тераме нашите менаџери да се однесуваат како да се дел од таа фамилија, како да е нивна и компанијата. Па тоа е една традиција на капитализмот да практично со малцинските акционери ги направи да се осеќаат како своји и мислам дека е тоа долга традиција. Па мислам дека е вин-вин ситуација, затоа што ако е фамилиарна фирма или се работи како фамилиарно домајчински, тогаш сигурно дека успехот не е изостанат, затоа што кога се грижиш за една таква компанија како за домашна фирма, тогаш мислам за фамилиарна, сигурно дека нема да гледаш на кратки стази да ја упропастиш или да искористиш оно што може да се искористи и после да се напушти фирмата. Си има и предности и мани, мислам дека во моментов повеќе се предности отколку мани. Ги напушти ли со ова твоја генерација приде псуетите на претходната генерација?
Па суети секогаш, знаете, додека постои човекот на овој свет, има суети. Суети има. Најлошо е кога носите одлуки со суета, кога не се гледаат работите објективно, туку е суетата е она што ве води во носењето на одлуки, тогаш сигурно дека нема да биде добра. Одлуката нема да биде ни добро по фирмата, ни по тие што работат во неја. Така да, мислам дека не е напуштен уште тој егоизам, таа суета. Се трудиме максимално да бидеме коректни и објективни. Не верувам дека секогаш сме успешни, меѓутоа, знаете, во Македонија се уште се бориме со тоа дали е пазарно општество, дали е социјалистичко општество, некои мерки ги носиме како да сме во минатиот систем, општо како држава зборувам. Кога ќе имплементираме, се понашаме како да не е пазар, сигурно. Да, така да се носат одлуки кои можеби не се пазарни, од некои други времена од минатото, меѓутоа, веројатно, држава не се прави преку ноќ. Еден систем за да се видоизмени од еден во друг треба време. Имаме тука и жртвени генерации, веројатно ние сме едни од нив. Се надевам дека генерациите после нас ќе наследат многу почисто милје за работа. Зашто во овој период на независноста на Македонија и во овој приватен бизнис и во предприемаштвото Прилеп подобро се снајде од битот? Не знам дали подобро се снајде. И кај нас имаше доста компании кои што, за жал, пропаднаа, беа големи компании, многу големи компании. Брендовите останаа. Некои останаа, некои ги снема, некои се видоизменија. Некои ги променаа собствениците, добро сега као брендови. Мислам дека многу имаше компании големи во Прилеп. Како по глава на жител, мислам, беше една од стварно ретките развиени индустријски општини во тогашна Југославија, на ниво на Македонија зборувам. Меѓутоа, повторно се враќам, тоа недомајчинско работење, нормално дека беше тешко со губењето на голем пазар, како што беше Југославија, тие компании беа проектирани за такви големи пазари. Не можеа да се снајдат менаџерските структури, можеби и од лични субјективни причини, повторно тоа егоизам, суета и така натаму. Ретко останаа неколку компании во Прилепската општина од тоа време. Сега имаме нови компании кои изникнуваат, растат овие 30 години. Фактички ништо повеќе, ништо помалку од она што се случуваше во цела Македонија. Зашто Сашко отиде да студира во Скопје, а не остана на Прилеп? Тука имаше лични причини. Не, добро. Не е дека ја не сакав да студирам во Прилеп. Работата беше, пошто се запишав на економски факултет во Скопје. Може бев во еден од ретките во тоа време. Мислам, во мојата генерација бев прв од Прилеп кој се запиша во Скопје. Имаше некои лични причини. Од субјективни причини, не дека... Дали квалитетот тогаш на скопскиот беше... Не беше, мислам, квалитетот секако дека беше различен, меѓутоа не беше причината заради тоа, повеќе беше заради некои други субјективни причини, сега да не зборувам. Добро, и после враќањето од факултетот продолжи во пиварата? Бев малце во Америка 6 месеци, па после се вратив, бев отслужив воен рок. Да. И веднаш по војниот рок, после 2 месеци се запосли во пиварницата. Имаше ли размислување да одиш на друго место? Не, искрен да бидам, јас кога не остана во Америка, да. Кога се вратив назад, тогаш веќе беше јасно дека ќе завршам во пиварницата. Работата беше дали ќе се вратам од Америка или не, ама одлучив да се вратам и да го продолжам, да речам, делото на мојот татко, заедно со сестра ми, да ја водиме компанијата, колку што знаеме и умееме. Па еве до сега, фала му на Бога, успешно се покажа нашата одлука. Тоа беше и некаква семејна политика да сегментирано ти одиш во еден
Да, јас бев економски, сестра ми заврши технолошки факултет, таа е инженер по технологија. Татко ми беше технолог, па таа по неговите стапки, пошто е постара. Јас не ме интересираше многу технологија, повеќе бе за маркетинг и економија. Тоа и завршив. И така после војниот рок, ете се запишав, интересно беше што кога дојдов во пиварницата го потпишувам договорот со татко ми како работодавец, ја како работник, како запослен, и ми вика, ај земи го сега мантилот и оди во магазинот за резервни делови. Тамо се почна. А таму се почна. И таму работев неколку месеци и после јас мислев, абе како му велам се, јас мислев дека в канцеларија треба да работам. Не, вика, јас кој инженер, вика, работев во подрум со чизми, вика, 2-3 години. Ова е напредок за тоа. Да. Ти сега ќе одиш, вика, во магазинот, вика, таму треба да научиш први. Па после во канцеларија и стварно имаше логика, имаше порака сето тоа. За жал, нашиве деца не се спремни на такви работи, сакаат многу брзо да ги скокнат некој скалила и не сум баш многу радосен околу сето тоа. Колку брзо оваа младина сака да достигне. Али брзо оди прогресот. Оди брзо, ама мора да се има предзнаење за нешто, мора да се пратат некои чекори, не може да се скокаат чекорите во кариерата затоа што ќе се удрат како бумеранг. Јас како сум го сваќал тоа секогаш, знаеш, а ако тоа е како оние, ти војска не ли рече бив, пешадиски препреки се, така, не знам колку се, 25 или така натаму, и се ако запнеш на некоја, ти не се враќаш на претходната, ходиш на старт. Да. Ако прескокнуваш во животот, ќе мора животот ти те врати на почеток. Па, затоа велам дека денешнија генерација се сака брзо, се сака одма, се сака најаднаш. Не, да речем и од сопствените деца, па и сите други што ги гледам, нови генерации кои доаѓаат во компанијата, сакаат многу брзо да просперираат, да растат во хиерархијата. Тоа е добро да имаш иницијатива, да имаш амбиција, меѓутоа не можеш преку ноќ на секој месец да бидеш на друга позиција или на секој 2 месеци. После 2 години каде? После 3 години каде? Така. Вие сте општествено одговорна компанија и тоа е познато и учествувате во општествениот живот на сите можни начини. Вие сте и еден од луѓето кои што ја водат регионалната стопанска комора, која што е најдобра, вклучени сте во низа други активности. Да. Што значи една таква позиција во еден град како што е Прилеп? Го признават ли луѓето тоа? Па морам да бидам искрен дека да, оваа година посебно и оваа година ние јубилејна 100 години од постоењето на компанијата. Направивме стварно многу работи, многу настани, меѓутоа не само оваа година, сите години уназад и нормално и во иднина ќе продолжиме со исто темпо. На ниво на општина сме едни од најопштествено одговорните компании. Нормално спрема големината на компанијата мораме да учествуваме, сакаме да учествуваме во одредени проекти на ниво на општина. Чест и задоволство е и стари викаат да дај Господ да имаш па да даваш. Така да таа рака што дава не се суши и сметаме дека тука сме секогаш за потребите на компанијата, финансираме доста проекти на ниво на општина, меѓутоа не само во општината, финансираме доста проекти на поединци, на институции, на приватни лица, здравствени установи, религиозни установи, цркви, манастири, така натаму. Така да, колку што можеме, толку помагаме, Бранко. Знам дека секогаш има потреба за повеќе. Многу, да речам, овие последни години, не последни, него изминативе 30 години, многу ерозија има во општеството, во стопанството, во општествениот живот. На доста ризични категории им е потребна помош. Се трудиме да помогнеме колку што можеме. Знам дека секогаш може повеќе, меѓутоа нормално треба да си гледаме и можностите колкави ни се. И чержето колкаво. Така и фирмата треба да оди напред, да им се инвестира, така да гледаме да балансираме меѓу можностите и потребите. Брат и сестра на високо одговорни функции, секој ден на работа заедно. Има ли време за приватните?
Па, да ти кажам право, многу често се случува и на работа да имаме доста конфликтни ситуации меѓу нас двајцата, мислам, сведоци се и менаџерскиот тим имало доста различни погледи на некои работи, така имало бучни расправи. Многу е, од една страна е многу да речем, благопријатно да имаш свој човек десна рака и ти да му бидиш десна рака. Од друга страна, тој фамилиарен однос малци ги комплицира работите од време на време. Сега за сега, да кажам, чим компанијата успешно работи, значи сето тоа е во спрегана на бизнисот, не се пререкло нешто за да трпи компанијата, да трпи бизнисот. Нормално ние ако имаме некои различни ставови, со тек на време ги спеглуваме, ги средуваме работите. Се помалце имаме време за приватниот живот. За жал, сите овие години трчаме уште од времето на татко ми, па и ние компанијата да остане на здрави нозе, да се инвестира, да се развива, да покаже резултати, а тоа мора да има жртви на друго место, на друга страна, тоа е нормално фамилиарниот живот. И не е како на запад постави професионален менеджер, ти биди си газда и уживај. Спомна една работа која што ме заинтригира, дека еден од заветите на татко ти е да даваш добри плати. Така беше? Да. Бев на една На ниво на општина. конференција и 4 врвни менеджери зборуваа дека кога ги подигнале платите на вработените се намалила продуктивност. Па, може би не се намалила, ама не се зголемила. Тоа е проблемот. А зошто? Па, се покажува многу често дека платата не е генератор на зголемување на продуктивноста, од причини што ти кога даваш поголема плата, вработениот смета дека тоа му е дадено заради претходното залагање, а не за некакви екстра напори што во иднина треба да се дадат. Јас на неколку Така места да кажав. продуктивноста станува иста, а платата расти и тука имаме проблем не е како компанија, туку како држава имаме проблем. Мислам, продуктивноста на ниво на стопанство е многу ниска, а платите, верувам дека, мислам, без оглед синдикатите што кажуваат дека вака било, така било со платите, јас сигурен сум дека компаниите кои што можат да си приуштат, гледаат секој вработен да биде задоволен да го задржат, пошто сега дефинитивно последниве 7-8 години најголемиот проблем е соочувањето со добар кадар, добар персонал и секој се бори тој персонал кој што го има, кој што рачунал на него или инвестирал одредено време, пари, средства и така натаму, да го задржи со тоа што ќе го задоволи во однос на платата. Меѓутоа не е само платата, и услови за работа, одредени пакети во однос на работниот однос, слободни денови, не знам, бонуси за разни работи. И тоа сметам дека работодавците кои што сметаат на долги стази да го водат бизнисот, тука не штедат и сигурен сум во тоа. Меѓутоа не секогаш дека зголемените плати носат зголемена продуктивност, се покажува. Моето сваќање за бизнисот со кој што ги поминав последните 30 и нешто години и мислам дека во регионот сум присутен толку време околу бизнисите, зборуваат дека општо се нема стратегија за ниедно прашање и дека овие се обиди поединачни на сите вас нешто да направите самостално, кое што тешко оди. И добивам впечаток дека тоа е све оставено на самоиницијативноста и никој не води сметка да се постави стратегија која што ќе ги намали трошоците, ќе има заеднички настап на трети пазари, ќе се воведуваат нови технологии, ќе се применуваат нови методи на работа. Све како да е предодредено на некој начин да секој ден се зголемува линијето на политиката во однос на бизнисот. Чак и во пратењето на информациите на обичните граѓани, па чак и на децата, главните јунаци доаѓаат од политиката, а не од бизнисот. Главно е врзано све разговорите кои ќе се водат и ќе се разговара за тоа. Вие сте фирма која што е врзана за голема корпорација.
и сигурно ги гледате и ги доживувате и ги имплементирате нејзините стандарди, кои што се врхунски. Оди доста тешко тоа, Сашко. За жал, сите овие, не знам колку од 90-та, колку се 34-5 години, ние како држава потфрливме тука многу, расправајќи се меѓу себе кој е поголем македонец, кој е поголем патриот, кој е помал патриот, кој е со овие, кој е со ние. Изгубивме чекорот со многу држави околу нас, дури од бившите ју простори, а имавме можност да бидеме на тој вагон, кој што ќе оди напред. Занимавајќи се со тривијални прашања и ден денеска се занимаваме со такви работи, а главното од каде што живее целата држава, народот, така на економијата, ја оставаме стално да биде второразредна, треторазредна. И мислам дека направивме големи грешки во чекори, меѓутоа очигледно дека ние како држава сме били уште од многу одамна прашање на кои сме, што сме, како сме, и сега тоа требаше да се докажува сите овие 35 години и не знам дали уште сме докажани. И политичарите нормално го искористија тој простор, станаја мега звезди. Бизнисмените се трнати по страна и се во функција на политиката, а не на обратно. И ако видите дека секој едно мало дете уште во основно деление ги знае сите политичари, кој е председател, премиер, дури министри, ги знае да ги наброи, а не знае тројца бизнисмени, да каже, во државата, тоа многу кажува дека сте ги погрешиле работите во грешка во чекори сте направиле, да се изражам спортски. И сега ние доаѓаме во ситуација во која што можеме да констатираме корупција и сива економија, неизграден систем на газ, кој што не прави неконкурентни. Тоа е сето сите тие Неликвидност. И така на. Сега ќе се убедувам уште 5 години со бугариве кои сме, што сме, пред тоа со грците, пред тоа не знам со кого. И на краја запоставивме нешто што е суштински, крвотокот на државата и на општеството. Бизнисот. Оставивме многу фирми на цедило да пропаднат, суштински работи, не направивме една стратегија каде оваа држава треба да се води, без оглед која води политиката. Секоја гарнитура носи башка стратегија, која што другата, кој ќе дојде по 4 години ја менува од корен. Видете само во образовниот систем какви лупинзи се направија со промена на системот на образование. Предходниот не чинеше, 24 министри се Кембридж, па Оксфорд, 24 министри се сменати за. Па имаш дигитално образование, па требало факултет секој да заврши. Си направивме лоши услуги самите себе си, на крај добивме ова што имаме сега. Имаме неконкурентна работна сила, апсолутно, неспремна. Неспремна. Доаѓаат еве странски инвеститори, ти бараат спремни кадри, ние немаме кадри и допрва нема да имаме, затоа што попара направивме во образовниот систем, немавме ни една национална стратегија и се доведовме во ситуација каква што сме сега, да ние кадри запослуваме као со диплома, а почнуваат од нула да учат кои ќе дојдат во фирмите, значи апсолутно практично вие никакви знаења. Да. Почнуваат буквално од нула и сега замисли вложуваш на некој кара за 4-5 години и после 5 години да те напушти да речи одам Германија. Мислам, државата вложувала во образование негово, какво такво, каша попара да речам народски, дошол во фирмата вложувала во него и по 5 години готов кадар Германија го зема за 1200-1500 евра. И некогаш дури парите не се опрашања, пошто сега, да речем, последнија неколку години стварно се даваат добри плати за такви кадри, па сепак заради другите работи што еден млад човек не може да ги оствари во оваа држава, се заминуваат. Значи, лош здравствен систем, да речем, државен, се треба приватно да плаќа, образование лошо, администрација огромна, судска власт лоша, администрација лоша и имаме неколку стварно луѓе во кои што сме вложували заминаја дури не ни во Германија, во Словенија. Словенија. Да. Сашко урбан тип може да се сретете сегде и во Прилеп и во Скопје
и низ Балканот. Што е неговото хоби? Хоби имам, спортувам, играм кошарка, баскет. Баскет, Пријатели. со друштво, со пријателите. Тројки? Тоа ме исполнува. Тројки. Каде, надвор играте или Не, внатре? натре во сала, во гимназија веќе повеќе од 20 години играме Си сте друштво и си исто играте. друштво, иста Браво. екипа, така да издувен вентил на сите овие притисоци од работа, од дома. А гледаш ли НБ? Не. А, Формула 1? Гледав порано НБА, ама сега не. Сега гледам Евролига, ми е поинтересно. Евролигата е поинтересна. Што значи, Сашко, цифрите кои се вртат во фудбалот, односно бизнисот, има ли реалност тоа или има, да речем, Брако, тоа е тежок бизнис, тоа се Тоа го прават медиумите. Далеко сме од... Тоа го прават Не медиумите. можеме да ги сватиме тие Да. бројки. Се сеќам еднаш, кога го отворивме Александар Палас. Седиме со Саше, саменикот мој, на Гелендерот и долу се шета Павел Недвед. Тогаш беше продаен од Лацио во Јувентус за 30 милиони долари. И ми вели Саше, го гледаш овој долу, го гледаш поскапи од хотелот. Али тие цифри од тогаш до сега отидат десетоструко. се мултиплицираа страшно. Мислам, со геометриска прогресија од спортот, посебно фудбалот. Кошарката исто е интересна, ама нема такви цифри. Ние како компанија и тука, да речем, и во Прилеп финансираме, го одржаваме тој кошаркарски клуб втора лига игра. Влеговме пред 2 години. Нешто да направиме за спортот во градот, пошто дефинитивно Прилеп падна на маргините во целе и беше најспортски град. Најспортски град беше во Македонија. Меѓутоа се случува ситуации кои што го уништија спортот и фудбалот пред се, кошарка, ракомет имавме, што играше во, да речем, Втора јака лига беа. втора јака во Југославија беше во втора лига, па играше во Еврокупови. Меѓутоа, за жал, дојдовме во ситуација Прилеп со 70.000 граѓани да нема спортска сала. Кај што може да се игра... А што е со спортската сала? Па имаме 2 спортски сали, едната не е ни примопредаена, таа што изгоре, Сала Македонија. Направена е уште пред Тоа е кај вас. 15 години, тоа е пред пиварницата тука. Изградена е, не е технички примопредаена од некакви си проблеми, уште не функционира. Другата сала, што е Тутунски универзална сала, таа е забранета за употреба заради една трибина, статиката е нарушена и така барем се зборува. Се прават напори еве многу години да се санираат некои работи за да се пушти во употреба, да почнат клубовите да играат во малце посредени услови за тренинг и за утакмици, меѓутоа до ден денеска нема ништо и се пикаме, има и женски клуб, ракомет и машки, има кошарка и младенци, меѓу се пикаме по школски сали. Што мислам дека е срамота за еден таков град. Се надевам и беше ветување на сегашната партија која што е на власт дека за најбрзо време ќе ги среди тие работи, дека една сала ќе ја пушти во употреба, па да видиме. А дали си фан на некој клуб во Евролигата? Сум фан, Бранко, ама ми е срам да кажам. На Манчестер Юнајтед. Знаеш ли предходниот соговорник излега во криза Манчестер Юнајтед? Па од 2013 сме во длабока криза, еве 11 години. Али не се предаваме. Манчестер Юнајтед за нас, мислам за фановите, е повеќе од клуб. Така, Театарот на соништата. Олд Трафорд. Се сеќам на неколку утакмици, едно од нив е Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид, кога Роналдо им дава 3 гола. Сеќаваш, тоа е една легендарна утакмица, кога Фергусон беше тренер. 3-2 мислам те па Реал тоаш. 3-2 тепа Реал, 3 гола ги даде Роналдо. Роналдо. Да, али во секој случај фудбалот е една приказка, една магија и да пленат со стотици години назад толку фанови, да вртат толку пари, да останат толку неискажани приказки. Па, Тоа мора како да има. викаат,
најинтересната споредна работа на светот. Така е. Јас имам еден интересен детал, за тоа да го раскажам. Тоа е една славна утакмица која што се одигра во Белград, Црвена звезда и Милан во најдобрите времења 87 година, која падна магла во 60-та минута и ја прекинав такмицата. Јас тоа што туку бев во Белград, избран на функцијата претседател на Владина. А шоферот беше што ме однесе тамо 50 годишниот. И викам, дојди и ти да ќе најдеме место некој, им беше непријатно, знаеш, јас 25 години, он 50 години. И одвика какво преседниче 110.000 жена самих у Белграду, ја не гледам тамо. Имаше стварно убави моменти кои ќе видиш толку луѓе сами собрани на тоа. Денеска гледам фанови имаат младиве генерации во големите клубови низ светот и одат и шетаат и гледаат, се вртат пари. Порано имаше фанови во домашните клубови, меѓутоа фудбалот во Македонија е на рамките кај што Добро стигна и тогаш и Звезда и Партизан до финалина на Куп на Европски шампиони. Али денеска мислам дека е една голема традиција, еден голем бизнис во прашање, еден голем простор за забава на луѓето и така натаму. Забавата е голема, голем дел од GDP-то на светското. Се троши така да тоа е дел од една голема сцена која што постои и која што ние за жал ја немаме. Ние сме мал пазар, така да. Ние имаме стадион од 70 милиони што го изградивме со една утакмица одржана асолна меѓу кој беше? Шпанија и Македонија. Не, имаше супер купот на Манчестер со Реал. Тогаш Пепси беше спонзор, да. Ние уствари. И никој не чувствува Сашко одговорност како се вложени 70 милиони за ништо. Јас би го пренаменил, би направил нешто, би правил. Значи не може да седи сега кога тој се експлоатира, кога има луѓе таму вработено. Че се работи адхок, нема резултати. Значи си треба да се седне на маса и да се кажи што сакаме да направиме. Значи во Белградска арена, ако гледате, веќе Белград стана и Србија стана спортска туристичка атракција. Преку Партизан и Звезда во Евролига, во кошарка. Значи луѓе од Македонија, јас еве пријатели одат за утакмица, одат во Белград и ќе потрошат еден кош пари за спиење, за јадење, за пиење, за утакмица, за забава и ќе се вратат назад и ќе имаат што да раскажат така натаму. Значи тоа е цел еден бизнис кој што треба да се замисли, ама треба да се замисли како што треба. Значи не може да градиш стадион на кој е 70 не знам колку милиони, а да не е мултифункционален. Значи треба да се направи објект кој што ќе се искористи максимално. Таа арена денеска се игра кошарка, утре се игра тенис таму, Девис Куп, па после се игра кошарка, па има и ватерполо може да се игра. Слушнав дека под подлагата може да се крени базен за ватерполо. Значи мултифункционален и плюс за концерти. Така. Значи се прави објект за мултифункционален кој што ќе биде искористен 24/7. Ти да потрошиш пари за 5, за 10 утакмици нека се во годината се фрлени пари. Да се вратиме малку на соработката меѓу домашните и странските компании. Вие сте врзани за странска компанија, една од најголемите брендови во светот. Овде имаме соработка со фирмите кои што имаат инвестирано. Што на тој план недостига? Па вака сега, ние имаме соработка, можеби една од ретките компании, да речем, уште што обстојуваат со едно такво искуство интернационално. Имаме лиценза од Pepsi Cola International добијана уште во 1980 година, значи 44 години веќе, 45 ќе почне. И сме не една, тука единствена компанија од бившите ју простори во бивша Југославија која што ја задржала лиценцата од Pepsi Cola. Pepsi Cola имаше политика во секоја држава да има најмалце по една компанија која што ќе биде полнител на лиценцни производи Pepsi. Меѓутоа, од сите тие компании, сега ниедна не е повеќе со франшиза, останавме само ние. Тие франшизите ги пренесоа од една на друга компанија
Така да можем да кажем позитивни искуства од тоа интернационална соработка, затоа што имплементирате и учите и примате ноу-хау, имплементирате стандарди кои што се признати во цел свет. А каде е седиштето на Пепси Кола за Во Европа? Њујорк. За Европа. А за Европа во Лондон е централата, ама после се дели за Западна Европа е во Швајцарија и за Источна Европа сега ние кај што припаѓаме е под Полска. А под Полска, таму се наоѓа. Да. Полска е голем пазар, веројатно. Па 40-45 милиони луѓе, ама те е за цела Источна Европа. Да. И сега искуството од таквите, да речам, соработки е позитивно. Те тера да одиш на стоп напред, да исполнуваш стандарди кои што се уште во Македонија не се имплементирани, а ние мора да ги задоволиме заради да бидеме лиценцопримач на таква голема компанија. И начинот на кој што се води бизнисот, на кој што се комуницира е сосема поинаков отколку овде меѓу домашни компании. И сметам дека треба и може да се исцрпи добро и позитивно искуство и треба да имаме што повеќе такви компании овде во на нашиот пазар, затоа што ќе пренесат една друга енергија, една друга политика, една друго однесување во бизнисот. Ако не е тајна, Саше, колку кошта лиценцата годишно за... Таа, Бранко, е инкорпорирана во цената на концентратот. А на концентратот? Така да колку трошиш концентрат, толку плаќаш за лиценцата. лиценцата. Да. Нас никогаш не ни е презентирано колкав дел од концентратот припаѓа за лиценца. А дали во договорот ви имате заштитни клаузули дека нема да дадат на... Да. Има така работа. Има, да речам, не е популарно сега ама ние имаме EBA се вика тој договор, Exclusive Bottler Agreement, кај што ние сме ексклузивни полнители на PepsiCo производите за македонскиот пазар и тие имаат врска со ни една друга компанија да нема таков договор на овој пазар. Нити па да влегува производи од друга држава. А кој е најголем пазар на Балканот за PepsiCo? Овие што се големите марки? Големите држави нормално заради бројот на жители, меѓутоа морам да се пофалам дека допред корона кризата по глава на жител ние бевме едни од најдобрите ботлери во бившите ју простори. Браво. И то со ред 10-12 години бевме избрани за најдобри, за најголема потрошувачка, меѓутоа по глава на жител. Не можеме да се мериме сега со Србија и со Хрватска, кои што се 3 пати поголеми пазари. Хрватска има туризам голем, меѓутоа по глава на жител ако гледаме, секогаш не биле во првите рангирани. И имаме бројни награди од PepsiCo добијани за најдобри продавачи на Пепси по глава на жител, за најдобри стандарди исполнети од PepsiCo. Дури во 2014 бевме наградени од самата председателка на Индра Нуи на PepsiCo во Њујорк. Нашата компанија беше одбрана како од целиот број на компании ботлери на PepsiCo во цел свет, ние во 1% од компаниите му се даде награда Circle of Champions, тоа е за исполнување на најстроги критериуми за квалитет, не за продажба, туку за квалитет, и ние бевме во тие 1%, а од Европа бевме единствени. Тоа ни е вака посебно. На домашниот пазар, кој е најголем потрошач ван Скопје? Прилеп. Прилеп нормално. Па добро, имаме и Битола е многу добра, да, Битола е добра, Пелагонискиот регион е целиот добар. Охрид не е во најдобрите, се држиме добро, меѓутоа не е во најдобрите, имаме во источниот дел од Македонија Струмица, Кочани и така. Се сеќам кога бев дете, до мене беше магазинот на Прилепската. И ние се собиравме тука. Па многу пати се смени системот на дистрибуција на продажба така. Зошто? Па ете така. Дојде до најдоброто решение? Па да, затоа што како што иде времината се менуваат начините на работа. Повторно идеме до ситуација да компании кои што биле такви мали фамилјарни и работеле како дистрибутери го скренале вниманието во друг правец со бизнисот, па парите ги потрошиле во други намени и ја губат финансиската кондиција за да
продолжат да работат успешно. И општо целото милје во стопанството се менува во овие 30 години, така да секогаш гледаме да го избериме најдобриот начин за дистрибуција и продажба. И сега имаме скроз поинаков отколку пред 15-20 години. 15 години и дава резултат. Па да. Со константната. Со континуиран пораст во продажбата. Ако прашам што би биле трите работи кои што би допринеле за забрзан развој на бизнисот во Македонија, како би ги рангирал? Многу ќе речат правната држава, правосудството. Не би рекол дека. Абе, три постулати се за една држава да оди напред. Прво е образованието, правниот систем, здравствениот систем. Ги немаш тие три сегменти поставени како што треба, не бидува на краток рок. Напишале на колумна на денот Финска, извини, че те прекинам, 50-тите години била слабо развиена и земјоделска земја. 50-тите, 90-тите. 60-тите, не знам ги. 90-тите. Сега има најдобар образовен систем во светот. Направен за 20 и нешто години, 30. Кај нас беше таа случка, дојде амбасадорот нивни во Загреб. Се кажува. И кажа дека он е денеска дипломат затоа што него примиле за наставник. А иначе е дојдено до тоа кога Финска побарала подршка од Бил Гейтс и неговата сопруга кои имаат фондација и добиле 10 милиарди за образовен систем и тој е еден од најдобрите образовни системи сега. Од 2000-та до сега за овие 20. Се кажува. Све кажува тоа. Зато државата е таму кај што е високо развиена, не е повеќе земјоделска држава и треба да се следат некои примери. Ја има Nokia. Не треба да се измислува топла вода. Само да се адаптираат некои работи спрема менталниот склоп овде. Второто прашање е прашањето за регионалната соработка. Колку нашите компании имаат потреба од тоа во ситуација во која што ние као посебни земји сме доста мали со мали пазари и не можеме така. Самото тоа покажува колку ни е потребна таа регионална соработка. Ние сами за себе не можеме да бидеме доволни. Ти рече на почетокот од разговорот многу добро со овој карај се 10 години, со овој 10 години, со овој 10 години, па помина години. Па така е. Така со Дојдовме ние да појдеме во пензија, не нашите предходници. И ништо да реше. И пак сме тука кај што сме, така да, значи регионална соработка ни е повеќе од потребно, али на ферски принципи и односи, не е едни да бидат доминантни, други да бидат подчинети. И мислам дека тоа е еден од главните ки-драйвери за просперитет на држава, мал пазар како Македонија со помалку од 1.800.000 жители, што се вика во Кина една големокатница, една зграда. Ние толкава држава сме, мора да најдеме партнери за соработка, затоа што големите и развиени држави грабат со брзи чекори напред. Ние тапкаме во место, дури и статус кво нас не ни одговара. Значи, некој ако трча, ти стоиш автоматски назадуваш. Така да мораме да фатиме чекор малце со поголеми пазари, а за тоа... Значи, сме ли ние бизнес нација, не? Да бидам искрен, сомничаво е тоа прашање. Мислам дека ни фали многу бизнес знаење. Најлошото е што како народ имаме аверзија према прифаќање на знаење и на нови работи. Народов кај нас е дека некој се друг треба нешто да ни каже и дека ние треба само да следиме. Колку примери. Словенците добија моштета од милиарда затоа што авионите што летаа од Авијано поминуваа над нивниот воздушен простор за да ја бомбардираат Србија. Кај да се водеше операцијата и на нашите граници, ние не добивме ништо. Ги направија патиштата и толку. И мостовите 30 милиони. Сега секоја година оставаме во Грција 1 милиарда. Никој не отишол кај грчката влада да му каже дека остававме милиарда, ништо не вративте назад и дека од идната година ќе оведеме
некакви Ама заштити. ние за тоа да го направи треба некој да појди што му работи на бизнис мозокот. Не можеш да појдиш ти политичар кој што не работел ништо во глава таму да преговара, така да. Значи, овие Нечам да примери, критикувам поединци, овие примери зборуваат дека ние тука имаме слабост, тешка слабост. Па имам и слаба дипломатија, да си кажеме искрено. Значи, дипломатија која што е политичка, не е од кариера, не е таа ни бизнис дипломатија, нити дипломатија од кариера, се политички личности. Ево како размислува еден бизнисмен, вика, предложете му председателе во сите устави во светот, сите можни нации дека влезат во преамбулата и да се реши Тоа нас прашањето. ништо не ни менува. Ние пак нема да мрдниме од мртва точка. Не да се реши прашањето и точка. Али ова стварно преживува. Прашањето ние го заглавивме самите и сега да не сме политичари. Ја барем не сум политичар, ама сметам дека сами себе си направивме Медвеđа услуга, шахмат. позиција. Да. Па види, ако земиш дека околните земји околу нас имале 100 години пред нас, држава не е случај. Па, од така преска почнав, значи, ние 30 години се убедуваме кои сме, што сме, заради тоа што ние имаме нешто што треба да се докажуваме се уште, а ние на друга држава околу нас нема што да се докажува. Не знаеме што да тука. Така да, за жал, тоа не снајде, меѓутоа мислам дека многу слабо изигравме во сите овие 30 и нешто години. Од што меѓу нас имаме, Па немаме шахист Македонија. немаме шехист. Така е. Меѓу нас имаме неслога, ние меѓу нас, ние се нечиме самите, па не па другите не сакат тоа. Ајде да одиме на нешто Поведро. оптимистичко, поведро и така натаму. Значи, ние многу пати констатираме дека е потребна бизнисот како кохезионен фактор, кој што е мост во моментите кога нациите, државите имаат различити гледишта, да ги премостиме. Многу пати сме биле сведоци дека тоа успешно сме го правеле и со Грција додека беа односите така затегнати и сега со Бугарија. Многу расправи се водат околу тоа и јас не мислам дека неизградената инфраструктура е дел на некаква политика према тие земји. Меѓутоа, индикативно е да не може да се направи пруга 30 години од таа километража. Индикативно е да отвориш граничен прелаз 50 години, а да имаш изградено таму. Индикативна е самата состојба на инфраструктурата. Абе, јас од кај што идам сега е индикативно 35 години, пат 30 километри да нема. А не па сега за други Значи сега намерно некој политика водел така. Не бива. Тоа е. Јас, например, 30 години и 5 по 1 километар годишно се 35 километри. До сега че беше пуштено. колку луѓе загина. Луѓе загинати, неискористен потенцијал на цел регион, немање интерес за инвестиции на тој регион, слепо црево остана Пелагонискиот регион. Наместо да се расшири еден крак, наместо во Солун пристаништето да се разработи, пристаништето Игуменица преку пат Велес, Прилеп, Битола, Лерин, Игуменица, пошто грците веќе си го направија да Игуменица автопат. Значи да го растеретиш едно во пристаниште со уште едно и со уште едно во Драч, ние бистриме политики и затоа сме тука кај што сме. Затоа што немаме ние стратегии и не знаеме што сакаме тоа. Секои 2 години носиме стратегија која што нема врска Па со ево не можеме да се поврзиме со пругата до Кременица 12 км. Ја инвестиравме и не работи. А дефинитивно инфраструктурата е еден од големите клучните фактори за развој на државата и на регионите. Еве тоа го гледаме и сега, таму кај што има добра инфраструктура, градовите и цели региони живеат и работат. За жал ние не сме, јас од кај што доаѓам, не сме од тој дел. Да речем воопшто напред појдени, каскаме за сите региони сега во Македонија и тоа мене ми е многу криво. Една голема територија која што ношти во GDP-то на Македонија 20 на 22%, носеше и 28 и 30%. Заради таа неизградена инфраструктура се гасат доста компании, се отвараат на други места, нема интерес од странски инвеститори да дојдат тука да инвестираат, да развиваат бизнис.
и сето тоа само по себе носи да и младите го напуштаат тој дел од Македонија. Така да е една ерозија на Во животов имаше можности као преку фирмата во бизнисот и слободно да прошеташ многу земји во светот. Да. Која земја те импресионира и те тера да се вратиш уште еднаш таму? Ако правиме муабет за работа, за бизнис, мислам дека Германија и Австрија се тука неприкосновени. Според мене, пошто ние работиме во пиварска индустрија, знаете дека пиварската индустрија е тесно поврзана со Германија и германската индустрија. Најдобрите компании за производство на линии, за производство на пиво и така натаму се од Германија. И многу често патуваме таму и меѓутоа Германија сега последниве 7-8 години не е таа Германија ние што ја познаваме. Значи и таму има промени на односите и на културата на живење. А ако е за живот, тогаш Соединетите американски држави, овие јужноевропски држави што се Шпанија, Португалија, Италија. Те влечат. Да одиш уште еднаш. Па ме влече за живот. А во Америка кај беше? Во Америка бев 6 месеци живе во Калифорнија, во Фресно, тоа е во средината на Калифорнија. А после преку бизнисов и преку компанијата неколку пати бев на другава обала, источна во Њујорк. Така да бевме посета на неколку стартапи компании, неколку бизнис ангели да видиме како тоа функционира. И морам да кажам дека бев вака фрапиран од тој систем, тој капитализам што е круел, што е брутален. Петок, платата до понеделник да ја потрошиш. Нема емоција, нема Здравствено осигурање, ако не Значи, ти ако таму е дефинитивно, ако те бива, ако си успеваш, ако не те бива, никој не те гледа, нема емоции, нема социјала, нема ништо. Што кола вози Саше? Приватно? Приватно. Джип Мерцедес. Джип Мерцедес. И задоволен се? Ќе го продавам, ако сакаш ми да ти го купам. Не, се шалам, задоволен сум. Задоволен. Да. Мерцедес вика ... Не, и тоа е, тие се некои од времето останати мислења. Сега и јапонците прават квалитетни производи, така да не е само... Костинов пред тебе нога фалеше Тојота. Имало? Тојота ја фалеше. Тоа е од Lexus и Nissan има. Да. Има добри компании. Не е само... Добро, германците се познати по квалитет, меѓутоа, како што кажав преска, и во Германија се сменети односите. Не работат германци повеќе во германските компании, работат турци, работат Афганистанци. Не сакам да вреđам ни една националност, меѓутоа предзнанието и начинот на размислување кој што го носат другите народи таму му влијае на продуктивноста нивна и на професионализмот. Гледаме дека кои че ни се јават од компанија што сме работеле 20 години, сега ни се јавува некој кој што не е знатни познат, дојден од друга држава. Изгубен случај, 3 пати ја промаршува порачката, ги промаршува деловите, прави проблеми. А се среќавате со така? Па се повеќе и повеќе. Тоа сакам да кажам дека не е систем кој ќе поставиш, ако мозокот го исклучи човекот, дека ќе функционира. Значи, тој систем треба да функционира со некој професионален таму човек кој што мисли со главата и што мисли и одговорен према работната позиција. Сите мислат дека систем ако поставиш, системот сам ќе работи. Системот не работи сам. Треба некој да го одржува и да го контролира. Совршен образовен систем ги помина, значи, школите како што треба од тука до Америка, цело време посветен на работата, према фамилијата, цело време со другарите играш кошарка. Колку што можеме толку. Така, играш кошарка, ги следиш општествените збиднувања, општествено си одговорен. Меѓутоа се трудам да се држам понастрана од политичките Испушти ли нешто, Саше? политичките настани, Испушти ли нешто, Саше, во живот? Не, да кажем право, немам нешто на што би се поплакал или сум така жалам за нешто испуштено. Не.
Бизнисмените те сваќаат и обичните луѓе како озбилен човек, кој што е посветен на работата и сакаат да се среќаваат затоа што ќе добијат оно што бараат, информации, совети, така натаму. Колку искуството во однос образованието има значајна улога во водењето на ваква компанија како твоја? Па да ти кажам право, Бранко, се повеќе се покажува дека праксата, искуството е доминантна е сега во раководењето на компанијата, затоа што образовниот процес е многу битен да се заврши, да се има едно предзнаење. Меѓутоа, кога ќе влезеш посебно во, пак ќе речам, во држави кои што не се доизградени, кои што уште се во развој, кои што уште имплементираат стандарди кои што постојат 100 години во развиениот свет, значи, ти со образование, да, со признање ќе влезеш, имаш некаква основа, меѓутоа главно е праксата и искуството што ќе остекниш во работната средина кај што си. Затоа што сега се прават некои, гледам, програми во образованието, да има повеќе пракса, да има заедно додека се студира, да има и пракса. Во моје време немаше пракса воопшто, така да ништо не знаевме, да си бидам искрен. Учевме програма која што беше комплетно застарена, влегуваш во еден процес кај што, не знам, сосема друго учиш и гледаш. И единствено ако знаеш да пливаш и учиш брзо од тие околу тебе, тогаш да, можеш да научиш и да просперираш, да се градиш како кадар. И ден денеска гледам дека е така, доаѓаат стварно студенти кои што имаат некое признање, ама влегуваат во Коштец со некои помалци образовани луѓе на работа и не можат да се носат со проблемите со кои што се среќаваат секој ден. Така да праксата и искуството си го прави своето и мислам дека тоа е неприкосновено во наши рамки овде. На запад е сосема малце приказката, поинаква излегуваат кадри уште од факултет спремни да се влезат во Коштец со реалните проблеми, затоа што образовниот систем е така направен да ги следи во чекор процесите на стопанството и на економијата. И прави кадри кои што се готови за да влезат во процесот на управување раководење. Сашко Самарџиевски, еден од тие бизнисмени што ќе го билда GDP-то во наредните 10-15 години додека уште ме брака, нека дојдат други генерации. Да. Тие рече 10 спремни да дојдат. Да. Така има. Така да сигурно пред тебе ќе бидат големи предизвици. Ова емисија има за цел. Предизвици се нагледавме, јас се надевам. Ова емисија има за цел да ги афирмира луѓето кои што се многу значаен фактор во стварањето на економијата и на животот и на државата, а кои не се признати и ти направиме напор тоа да го исправиме. Драго ми е да го слушам ова и драго ми е ако мислиш така. Баш ми е пријатно што вака еве си направивме еден разговор. И ти како прв човек на комората, кога делиш такво мислење, ми е посебно вака чест и задоволство. Знаеш како почна мојата кариера во комората? Не. На еден состанок дојде таткот и бараше пригат да има. Ја знам таа случка. И затоа велам, треба да научи тој човек да си го сака своето и да се бори за своето. Ти благодарам многу. Фала ти многу. Поздрав до пиварницата, честитки за 100-годишнината. Да сте ми здрави живи и посакувам уште големи успеси на целата македонска економија, македонското стопанство. И еднаш да ги закопаме тие ратни секири, да гледаме за ова држава малце да не заради нас, ние имаме за живот, имаме бизнис заради генерациите после нас. Благодарам уште еднаш.